Почитувани новинари, ви благодарам на присуството. Почитувани македонски граѓани, го креваме гласот во име на сите обесправени македонци и сите честни македонски граѓани против насилството кое врз нас го вршат албанските шовинисти, без разлика на која партија припаѓаат. Македонски концепт е партија на народот и ги застапува народните интереси. Ние сме жртви и не може веќе да плаќаме за издигање на силата на други нации и држави. Сите етнички малцинства се малтретирани во средините каде живее албанско етничко мнозинство. Ние сме измеќари во сопствената држава. Во Македонија, противправно и спротивно на насоките на Европската Унија и Венецијанската комисија, се користи албанскиот јазик, спротивно на устав и спротивно на устав се користи знамето на Албанија. Тука секојдневно македонски државјани, а албански шовинисти, се користат со навреди и омаловажување на Македонија и македонскиот народ, што е казливо по закон, по КЗ, а никој не постапува по истиот тој закон. Тука албански шовинисти не плаќаат данок, а користат државна плата, субвенции, социјална помош. Тука се прикриваат воени злосторства против човештвото, направени токму на територијата на Република Македонија. Спроведена е нелегална амнестија за тие дела и не се почитуваат барањата на Совет на Европа за постапување пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Тука се практикува неказнивост за злосторства направени од албанските шовинисти и се внесува страв кон останатите граѓани. Тука се злоупотребуваат работни места по институции, особено во МВР, каде се прикриваат престапите токму на тие шовинисти. Тука секој ден се врши насилство врз млади, деца и врз стари лица. Од страна на токму тие бандити низ центарот на Скопје, да не говориме за подалеку, се живее под закани и уцени, се живее под терористичко поведение на организирани групи. Тука се создава атмосфера на линч против секој еден кој не им се плаши на албанските шовинисти, како ние од македонски концепт. Тука секој ден албански шовинисти шират етничка и верска омраза, а по тие предмети не постапува ОЈО или МВР, под притисок на политички субјекти, новинари и граѓани, организирани во злосторничко шовинистичко здружување. Во Македонија на големо се величи неофашизмот, балистичкото поведение и се повикува на историски ревизионизам, што е објавено за тешко кривично дело токму од Европската Унија и е побарано истото да се имплементира во сите земји членки и апликанти за членство како нашата република. Доволно живеевме во дефанзива, време е за офанзива. Потребна е цврста рака, ако сакаме оваа држава да ја биде. Слабите, анационалните, клиентелистите, кои се виновници за ова што ни се случува во Македонија, мора да бидат казнети. Мора жестоко да бидат казнети некои луѓе поради начинот на која корумпираа Македонија. Има да владее право и правда. Ние сме своји на своето и не планираме да се предадеме. Затоа денес отвараме предмет за процесуирање на стотици сторители од албанското злосторничко шовинистичко здружување. Тој предмет пред ОЈО ќе биде дополнуван секој ден со секојдневни докази кои ги доживуваме целодневно. Само вчера до МВР се поднесени преку 15 пријави за закани по живот и навреди кон Македонија и македонскиот народ. Крајниот резултат на нашата мисија и реформација ќе биде воспоставување на ред и поредок во земјата, на владење на правото. Ништо од ова немаше да се случи ако функционираше судскиот систем. Затоа бараме итно распуштање на судскиот и обвинителски совет. Тие се клучните виновници за ова што се случува во земјава. Сега сме во транзицијски период.
Претходните измеќари на власт оставија пустош за себе. Преку рестарт на системот ќе отвориме нова иднина за сите македонски граѓани, вклучително и честните еснав албанци, од кои дел се и членови на нашата партија Македонски концепт. Ви благодарам.